Активно се работи на изградба на брзата пруга на коридорот 10, а рокот за градба до 2031 година ќе биде запазен, рече денеска министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Тој објасни дека летово ќе биде завршена физибилити студијата, пошто ќе следува ревизија. Како што рече министерот, периодов се бирала траса, се правеле студии за оценка на животната средина и геотехнички истраги. Беа понудени 9 траси, се избира една, јасна е која е трасата, ќе горе-долу ја следи постојната линија. Оценка на влијание врз животната средина врз основа на трасата која што е избрана. Заштита на културно-историско наследство, имајќи предвид дека на трасата имаме најмалце два големи локалитети, едниот е Стоби, вториот е Вардарски рид, а паралелно на ова одат due diligence анализа и feasibility студија кои што треба сите овие да ги вклопат. Николовски објасни дека за да се реализира овој голем инфраструктурен проект потребни се 3 фази. Првата фаза е да се обезбеди финансирање, втората е да се направи добро планирање и третата фаза е да се изведе на терен. Како што истакна Николовски, во тек се активностите кои се исклучително важни, па дури и најзначајни за целиот проект, но не се доволно видливи и атрактивни за јавноста. Имајќи предвид дека јасно ќе биде барањето и наше и на банката финансиер, дека рокот за завршување е 5 години, нема да има отстапки, затоа што ќе има многу високи пенали за изведувачот, доколку го пробие рокот, мора овој процес на планирање да заврши перфектно добро. Рокот првичен кој што го кажав дека ќе се заврши проектот до 2031 година останува. Со изградбата на брзата пруга на коридорот 10 се очекува да се модернизира железничкото поврзување од Табановце до Гевгелија, како дел од Европскиот транспортен коридор, што ја поврзува Централна Европа со Грција. Проектот предвидува изградба и реконструкција на железничка линија за возови со значително поголема брзина.